Позитивната работа од целата оваа пандемија со COVID-19 би рекла е тоа што ги научивме и ги посетуваме се повеќе и повеќе нашите туристички места. Едно од местата кои што јас секогаш, барем во зимскиот период кога е оваа поладна сезона, сакам да удам на Попова шапка. Нашиот Марко Шипка го испративме токму на оваа туристичка дестинација, каде што се наоѓа меѓу толпата народ и се наоѓа токму на жичарата и на ски лифтовите. Марко, дали се слушаме? Очекуваме да ни ги кажеш нормално сите работи кои што се поврзани со новитетите на Попова шапка. Така е, Оливера, голем поздрав од снежната Попова шапка. Директно од овдека се вклучуваме во Маестрално. Верувам дека во овие следни минути ќе уживате во снежната, како што кажав, Попова шапка. Навистина овдека е прекрасна атмосферата, а тоа ќе ви го доловиме и во наредните минути од овдека директно преку патот кој дојдовме од Скопје, Тетово, па веќе овдека на Попова шапка. Ќе имате навистина прилика да видите како и во време на корона, како што најави и ти, сепак и оваа година дојда, освен делот на Попова шапка, односно веќе оние кои имаат овдека викендички, и скопјани од околните градови низ Македонија, повторно да уживаат и оваа 2021 година, како што најави и ти. Во продолжение ќе ја погледнете и анкетата која направивме со граѓаните, односно со луѓето кои дојдоа овдека да поуживаат во овие часови, изминати некаде до 16 часот, каде што веќе и гледате позади мене заоѓа сонцето и веќе е крај на денот овдека на Попова шапка. Предлагам прво да го погледнеме прилогот кој го направивме изминативе неколку часа од овдека, па ќе се вратиме повторно. My dream is to fly. Бела гостопримлива убавица. Овде сонцето и чистиот воздух ве повикуваат барем на еден ден да избегате од градскиот метеж и да уживате во снежната идила. Најстариот балкански ски центар нуди адреналин и возбуда, но и вистинско зимско спокојство. Попова шапка е еден од најпосетуваните туристички дестинации во земјава. Со оглед на тоа што го задоволува вкусот и на љубителите на зимските спортови, но и на оние кои што доаѓаат на прошетка и топлочај, овдешните падини се предизвик за скијачите. Шапка е преполна со посетители и во оваа пандемија, особено за викендите. Скијачки патеки има многу убави, има да почнеме од Гето, како спомнеме на оваа скијачка патека, па се до Тетекс аеродром. Вистински предизвик е да дојдеш тука и да скиеш. Тука е многу убаво и може да се ские и може да се запознаe со нови другари. Мислам дека се наоѓаме на бисерот на Балканот што се однесува до скијачки центри. Вако нешто може да се сретне само овде. Меѓутоа, мислам дека многу малку се придава важност на оваа убавина. Планините се многу убави, воздухот е многу чист и не само тоа што децата има радост да се санкат и да се дружат, туку едноставно и да подишат малце чист воздух. Ние што не скијаме, кафенце, сонце, убаво, малце неорганизирано околу паркинзите, ама тоа е тоа. Се скија на сите патеки. Жичарите и ски лифтовите работат со полн капацитет. Непосетија илјадници влюбители на зимскиот спорт, рекреативци, работат сите жичари и ски лифтови. Во наредниот период се очекува пообилни врнежина од снег и се надеваме дека ќе имаме уште поголем број на посетители и гости на ски центарот Попова шапка. Професионалците, како и рецензиите во дел од странските медиуми, велат дека Шапка има потенцијал да прерасне во едно од најдобрите скијалишта во Европа. А до тогаш, посакуваме уште многу вакви снежни и успешни сезони за љубителите на зимските спортови, а за останаците мирни и спокојни мигови во прегратките на Шара. Да, тоа беше материјалот кој успеавме да го снимиме изминативе неколку часа овдека. Навистина одлично си поминавме. Ние секако ќе останеме овдека во текот на оваа ноќ, оваа недела, да го продолжиме, да кажам, овој убав зимски ден, а се враќаме веќе од понеделник во Скопје со нови содржини кои ќе ги подготвуваме веќе од наредната недела. Со 20 на километри од центарот на Скопје, градот, се наоѓаме, како што кажав овдека, од Попова шапка и апсолутно можам слободно да кажам дека граѓаните повторно и оваа година се собраа и дојде овдека, впрочем секојдневно доаѓаат по овој снег кој го има во изобилство токму овдека во зимскиот рекреативен центар Попова шапка.
Од тука ќе се одјавам и нормално. Ќе закажам средба следната недела од уште една нова интересна локација. До тогаш поздрав од Снежната Попова шапка, како што кажав, остануваме овдека да поуживаме во оваа снежна зимска идила. Оливера? Искрено ти завидувам што си на ова прекрасно место, Марко. Се надевам дека убаво се поминувате, лизгајте се и за нас и ние ветуваме дека следниот викенд ќе бидеме токму на Попова шапка. А сега во рамки на маестралната вест, нешто кое што го воведовме во рамки на работи кои што сакаме да ве импресионираат, е токму туристичко место кое што се наоѓа на швајцарските Алпи. Имено, велат дека најубавите патувања со воз се одвиваат преку швајцарските Алпи. Минувајќи низ шуми, тунели и мостови, прекрасно убави сцени се отвораат, особено кога снегот ја игра својата најмагична зимска улога. Денес сликата од светот во маестрално ни доаѓа токму оттаму. Едно од најпознатите и најлуксузните патувања со воз е дефинитивно Глечер Експрес или уште попознат како ледениот воз, кој ги поврзува железничките станици на двете главни планински одморалишта Зермат и Свети Мориц преку Андермат во централните швајцарски Алпи. Инаку целото патување трае околу 8 часа, возот на 291 км долг пат минува низ изброј на мостови и 91 тунел. Во текот на годината возот оди 3 пати на ден, додека во текот на зимата патниците може да уживаат во ова возење еднаш дневно. Во моментов сообраќајот е прекинат поради коронавирусот и неможноста да се служат вкусните јадења по кои се знае возењето, но се надеваат дека ќе можат повторно да тргнуваат од 22 февруари. Се надевам дека уживавте со ова денешно издание на Маестрално. Верувам дека ви дадовме добри совети за тоа како да ја започнете новата работна недела. Се слушаме и се гледаме следната недела, 14 денот на виното и љубовта. Поздрав од нас!